Обвинителството се заинтересира за случајот со фризерницата. Се следат сите информации во јавноста како се добиене 270.000 евра за образовни обуки преку Агенцијата за европски образовни програми. Нема оформено предмет за сега, но таа можност не се исклучува, вели за телевизија 24 државниот обвинител. Ги следиме сите информации, доколку има основ, зависно од проценката на колегите, не се исклучува можноста да се отвори случај. Ајденон вчера објави дека Скопски фризерски салон за мажи регистриран во населбата Ново Лисиче 3 години поред добива европски пари за програма поврзана со обука на студенти. Парите исплатени преку Агенцијата за европски образовни програми, каде што е директорка Лидија Димова, се легнати на сметката на Вестрейд, вредност на европско знаење. Оваа фирма е апликантот на проектите регистрирана со основна дејност фризерски салони и салони за разубавување, но и општа клаузула за бизнис. Собственикот и управител на фризерницата Златко Златковски за телевизија 24 појаснува дека неговата фирма е учесник на проекти во полето на образованието. Тој работи како професор во Средното Скопско училиште Арсени Јовков. Во неговата фризерница пак 10 години работи само еден бербер. За реализација на проектите кои ги добивал, склучувал договори со експерти од областа. Не добила грант фризерницата, туку фирмата Вестрейд. Според Националната агенција и Еразмус правилата, на мојата фирма и е дозволено да учествува во процесот на аплицирање и имплементирање на образовни проекти. На тој начин, со измислени приказни, јавноста се доведува во заблуда, со што им се нанесува штета на образовните институции, на корисниците на Еразмус и на мене како професионалец. Се нарушува угледот на ВЕЗ, алудирајќи на неправилности и на корупција. Опозицијата порачува за вакви проекти пари добиваат угледни образовни институции во европските земји. Обвинуваат за скандал кој бараат да го испитува обвинителството. Јавното обвинителство и организиран криминал до сега требаше биде влезено во агенцијата со која раководи Лидија Димова и да има отворено постапка. Но тоа нема да се случи доколку не се изврши јавен притисок, бидејќи со него командуваат со тоа јавно обвинителство командуваат Русковска и Зоран Заев. Почитувани, ова е тажната вистина за Република Македонија. Некој зема одвој минималец плата или не зема воопшто, но затоа некој функционер на СДСМ доделува 270.000 евра за 3 години на фризерница. Преку официјалниот профил на агенцијата на Facebook, Лидија Димова порачува дека информациите со фризерницата се реваншизам, бидејќи таму отвориле повеќе истраги за злоупотреби. Заеден таа порача дека проектите се добиваат поради квалитетот, а не поради фирмата која аплицира. Потврдува дека Златковски држел и обуки на наставници. Собственикот на фризерницата и професор Златковски за телевизија 24 вели дека лично не се познава со директорката Лидија Димова. Инаку првата исплата на европските пари кои ги добил било во 2018 година, односно 63.000 евра. Следната година грантот речиси 26.000 евра, а последниот одобрен е оваа година од 180.000 евра.